Што се случува овде? Мечка! Мечка има! Мечка! Хазиран, има што се случи? мечка! Ај! Мечка! Мечка! Мечка, господе! Добро што барате вие овде. Дојдовме затоа што има мечка, господе Боже. Рековме да не ти студи. У левово рамо. Дојди ваму, дојди. Дај Боже да не ме изгребала. Нормални. Дојди ваму. Не ти изгреба, ништо не ти е. Нема мечка. А зошто не се јави дека доаѓаш? Да знаев дека доаѓаш ке... Сакам такви ненајдени потези. Алпер, да станеме дечко и девојка? А може? Може. Ама само момент. Мелиса, нели ти ветив дека пред да се фатам со некоја девојка, прво тебе ќе те прашам? Јас и Биричи ќе станеме дечко и девојка, а после да не кажеш дека не го одржувам ветувањето во ред? Не дозволувам. Како така? Ме праша и те реков не. Не може. Зошто? Мелиса не дозволува. Што? Да седнам и јас некаде. Добро, значи штом дојдоа нови гости, тогаш забавата може одново и да почне. Ајде да видиме. Немаме торта. Ако? Ке продолжиме со игри околу огнот, може? Ке ја убедам, Мелиса. Никој не може да ме одбие. И јас не сакам да те одбијам, но... Тешко многу да ја убедиш. Душава не ми сака да играм никаква игра. Ке сака. Душата ке ти сака. Ајде, ќе играме вистина или предизвик. Почнувам. Идил, ти си прва. Вистина или предизвик? Вистина. Добро. Колку машки срца изгоре на овој остров? Имиња сакам. Ајде. Не знам. Не ми е грижа за чувствата на луѓето кои не ме интересираат. Добро. Продолжувам. Мелиса, вистина или предизвик? Храброст да му се сневиди, тоа го можам. Или не, вие ќе ме натерате да правам глупави работи. Ме ставивте во река вака среде полноќ, се сеќаваш? Не се смејте. Вистина. Добро, тогаш добро. Кажи ја на виката на некој од нас што те нервира. Твојата. Се нервирам што не го сваќаш сериозно животот. Што зборува, бе, сега? Добро. Продолжувам. Ама ќе се сврти ли ова и за мене? Ќе ми дојде ли мене редот? Не знам, тоа ќе видиме. Појраз, бато, ти си наред. Вистина или предизвик? Ајде, храброст. Така ти личи. Добро. Ајде, бакни една од жените овде.
детски игри. Деца ли сме? Нема потреба. Ајде. Што ајде? Колку глупава игра е Што ова. те мачи има, Ти што зошто правиш? зборуваш? Слушај, Вие. девојко, боже, боже. Доаѓаше врз мене. А ти зошто викаш? Што земи се и ти, што Ти земи се, не веќе те молам. Зашто не се Доста веќе, смириш, ајде, веќе се доста. малку идил. Да, навистина доста. Ајде, доста, те молам. Доста! Да, навистина доста. Овој камп беше пон со спомени од мојата среќа од спокој. Дојдоа и се уништија. Хазира ништо не уништи. Немај веќе да ја обвинуваш. Многу беше строг. Не бев строг. Веќе никој да не ја навредува Хазиран. Добро. Не требаше да дојдам. Хазиран, ти не си виновна. Добро што дојде. Појраз, разбуди се, Појраз, разбуди се. Муштеријата што вчера го избрка од хотелот. Што се случува во ова време? Објавил видео во кое вели дека си го тепал, гледај. Немој повеќе да ме нервираш, оди си одовде. Каква белја си ти? Ајде. Ме следеше од како излегов од хотелот и ме нападна. Бев во болница. Имам пукнатина на раката. Ајде. Како е можно вакво нешто? Зошто мене ме прашуваш? Јас ни рака не му кренав на човекот. Сакаш верувај ми, сакаш не, во ред? Јас сум груб човек, нервозен сум, ама никогаш не сум бил насилник. Јас тебе ти верувам. Тогаш зошто накриво ме гледаш? Затоа што се налутив што се браниш толку. Зошто човекот лаже? Значи што ќе добијат ако го оцрнат хотелот? Ништо не ми е јасно. Истото што го доби нечестникот што ги украде моите биланси. Сигурно и ова е дело на таа проклета фирма. Да не го платам кредитот, да зависам од нив за да го продадам земјиштето. Тоа им е целта, само заради тоа, мене да ме оцрнат. Нечестници едни. Разбирам, госпоѓо. Да, ви благодарам, пријатно. Сите ги откажуваат резервациите. Изгледа луѓето не сакаат да одат на одмор во кој ќе бидат и Степани. Шт! Го удрил. Ѓоркем, што зборуваш? Ѓоркем, ако и ти кажеш така, како ќе ги убедиме луѓето? Немој. Види, тие што ќе се јават да откажат, кажи им дека неколку дена нивните соби ќе ги оставиме празни. Во ред, така кажи им. Ќе се предомислат, мораат. Како ќе се случи тоа? Не знам како ќе биде, ама ќе биде на некој начин. Нехир, најди ми име и презиме на човекот, телефонски број, се што ќе најдеш, мејл адреса, најди и испрати ми, добро? И кој бил околу нив кога се случило тоа? Ете, јас бев, Атеш беше, Пато Хакан и неколку муштери. Појра се во право. Ова е дело на тие што сакаат да изградат хотел. Хајде, продолжи. Виме Ајде на работа. секаде. Тепачка во хотелот, Ќотек. Благодарам, Бириджик. Ако имаш некоја друга лоша вест, кажи ја и не ја веднаш. Што знам, нема добра или лоша реклама. Само не вака. Му кажа на Појраз. Како да му кажам, Бириджик? Рече ова е дело на тие што ги украдоа билансите и полуде. Мене никогаш, ама никогаш нема да ми прости. Не се во ред, нема сега да мислам на тоа, треба да го спасам хотелот. Трајектот тргнува за 2 часа. Оди без да те видат, ке те најдам на пристаништето. Ти го направи тоа. Што сум направил јас? Не сум глупава, Хакан. Ти го испрати човекот како муштерија, потоа намерно се скара, а ти ги снимаше со телефонот и ги објави. Како да не прифаќам до толку.
Јас само си седам мирно и чекам да пропаднете. Немој да ме лажеш, Хакан, немој. Се јави ова да ми го кажеш, бе. Ајде, душо, ајде. Зар ти не знаеш што значи лојалност, што значи пријателство? Појраз ти е другар, бе, другар ти е, Хакан. Слушај, ваму, мене ако ми е другар, тебе ти е Сакан. Синоќ ја видов како го гледаш Појраз. Немој да ме напаѓаш, Хазиран. Во ред, ти имаш многу повеќе да изгубиш од мене. Притисокот е нормален, теткали. Добро. Што се случи на кампот, Појраз не кажува за да не ме растажи, ама јас чувствувам. Изгледа имаат некаков проблем со хотелот. Тоа го крие од тебе. Нешто големо? Не знам. Значи знаат да кажат Хазиран е опасна девојка, Хазиран е многу способна. Затоа ли си тажна? Тетка ли е, да те прашам нешто? Ти најдобро го познаваш Појраз. Дали тој може да ја сака таа девојка? Возможно ли е такво нешто? Сега и да ја сака, во иднина ќе ја замрази. Ама што е тоа важно како ти ми го скрши срцето? На кампот пред сите ме караше поради таа девојка, го знаеш тоа? Ќерко, не се откажувај од мојот ранет внук. Син ми сакаше една, не му се мешав. Ама овој пат нема да молчам. Само толку ти кажувам. Појраз ме бара. Молам, Појраз. Идил ке побарам нешто од тебе. Добро, побарај, ќе средиме. Тој човек кој тврди дека сум го истепал, може ли да дознаеш каде ја скршил раката и како? Во ред, ќе дознаеме, само дај ми негово име и презиме. Ќе прашам по сите болници. Во ред, ке ги земам податоците од Нехир, ке ти ги пуштам во опорака, во ред? Во ред, чекам. Значи, Појраз полудел. Значи, не гледај ме така како изгубена. Значи, и мене не ми е саедно, те молам. Добро, не гледам. Мелиса не дозволува јас и Алпер да станеме дечко и девојка. Ако ја прашува неа, а? Тој? Знаеш дека Алпер ја прашал? Рече ништо не можам да правам без да ја прашам Мелиса и ветив. Значи, таа е золовата. Која беше золва? Не сакам да ја видам цел живот. Така викаше тетка ми покојната. Многу страдаше од золвите неизини. Ау! Значи? Слушај, на раквица од сестрата на младоженецот, значи сестрата на мажот, разбираш? Ха! Со витканата коса. Ха! Ако ја убеда Мелиса, ке нема никакви пречки помеѓу мене и Алпер. Ке си направам чај од рузмарин. Добре дојде сурова девојка. Слушнав дека си на островот. Добро те најдов, тетка Алија, нека е со помин, да се заблажиш. Остави жити Господ. И да умрам не ти е гајле. Ти мене ме прогласи за бездушна. Да си жива и здрава. Навистина многу ми е мило што оздрави. На крајот на краиштата ти си ми аманет од мајка ми. Зарем знаеш да го цениш аманетот? Дојдов да видам во каква куќа живее Хазиран. Ја видов таа мизерна куќа. Тебе те посетив, ја исполнив својата човечка должност. Се гледаме. До гуша си била во долгови. Од каде знаеш? Ќерка ти отворила хотел за да го исплати твојот долг. Хазиран ли ти кажа? Не, никако. Тогаш внук ти ме озборувал. Појраз не би зборувал за никого. Значи таа особина ја добил од мајка му, ама со другите особини е ист како татко му. Фантазер, ист како него. Штом се отвори таа тема, забележав дека Појраз е заинтересиран за ќерка ми. Да не ја направи истата грешка како татко му. Преземи нешто. Ти немаш право да зборуваш на таа тема. Зборувам добронамерно. Инаку кој е Појраз за Хазиран? А ти која си?
Крадачка. Јас не сум крадачка. Не ме тере да ги отворам старите книги. Ако сакаш со тие лаги да ја свртиш керка ми против мене, тогаш... Не ми е гајле ни за тебе, ни за ќерка ти. Ајде оди. Да не те гледам веќе. Да не беше споменот на мајка ми, ќе ти одговорев како што заслужуваш. Нека е со помин. Поздрав! Како си? Глава ме боли многу. Види, не знам што ти кажа Алпер, ама јас синоќа малку се глупирав. Не сум навикната да пијам, тоа е мојот изговор. Добро, се случуваат такви работи. И јас кога се Не сум опијам во и прв состојба пат... да слушам спомени. Правете што сакате со Алпер, јас не ви се мешам повеќе. Не, можеш да се мешаш. На крајот на краиштата вие сте блиски другари. Секако можеш да се мешаш. А можеш и со мене да бидеш блиска другарка. Не можам. За да бидеме блиски другари, или треба да сме заедно 20 години, или ќе имаме слични души. Кај нас тоа го нема. Да останеме далечни другари. Не може. Ке те натерам да ме сакаш. Јас и онака те сакам, Бириджик. Разбра, добро е сега. Добро? Супер. Пораз, како си? Појра, здраво, синко! Појраз, што си направил, синко? Јас ништо не направив, Батофатих. Ако кажеш не си направил, тогаш не си направил. Ама кога го видов видеото, се збунив, да знаеш. А видеото значи доказ, синко. Батофатих. Ако си направил нешто во право си, синко. Имам доверба во тебе. Како и да е. Се јавив по сите болници, здравствени установи, амбуланти на островот. Синоќа немале пациент по тоа име. Сигурни сме, не Лидил? Зарем не сериозно би ти ја завршила работата? Секако дека сме сигурни, човекот лаже. Знаев дека има такво нешто. Благодарам, Идил. Нема на што. Имам пријатели во најголемите комуникацијски агенции во Истанбул, ми даваат добри идеи како можеме да ја свртиме во наша полза оваа оцрнувачка кампања на интернет. Не ми веруваат ни луѓето кои ме познаваат од раѓање. Како ќе убедам илјадници луѓе? Како така? Му веруваат на тој човек? Види, луѓето понекогаш можат да се збунат. Значи, тоа е нормално. Хазиран, јас бескрајно им верувам на луѓето што ги познавам. Поради тоа истото го очекувам за возврат. Добро, не се заморувај сега со тоа, прво да го решиме овој проблем. А како ќе го решиме проблемот? Ха? Човекот наеднаш исчезна, зарем не гледаш? Исчезна исто како тој нечесник што ги украде билансите. Го нема. Ти благодарам за се. Зашто тоа? Затоа што ми веруваш. Ти благодарам. Господине Ќоркен,
Видеото со тепачката на Појрас. Тоа веќе не ме интересира. Што имаш друго? Ама јас имам различни информации, господине Ѓоркем. Тој што глуми жртва, јас го качев на моето такси. Епа, јас го однесов до пансионот Кисикли и тоа значи дека јас сум очевидец. Па зошто молчиш? Како можеше да криеш ваква информација? Ненормален. Ти господ ке те... Дај газ, ајде продолжи, ке ти дадам 20 лири. Навистина, добро. Ало, Хазиран, оној одвратен човек, да, од видеото, кој пансион беше? Кисикли. Што? Човекот што го објави видеото уште е на островот? Каде? Ѓоркем, кој пансион рече? Кисикли? Појрас, застани. Чекај ме, Ѓоркем, затвори сега. Појрас, чекај ме ти велам. Застани, Појрас, чекај. Не смееш да одиш без мене. Појрас, каде одиш? Појрас! Каде е пансионот Кисикли? После пристаништето, што се случи даде? Кој си бе ти? Каква мака имаш со мене? Појрас, застани. Немој. Тргни се, Хазиран. Не, досега постапи правилно. Сега нема да дозволам да му се покориш на гневот. Нема. Раката. Скршена е, раката ме боли. Скршена е, така? Што правиш? Скршена ти е раката, а? Ете, нема е скршена раката, дури не бил во болница, се распрашав. Ништо не можете да докажете. Јас се откажувам. Не ти се мешам, Појрас. Тогаш ти полеко оди во пикапот. Бидејќи не треба да гледаш што ќе се случи за кратко. Точно. И што ќе ми правиш сега? Појрас, веќе е готово. Се објавија вести дека си го истепал, хотелот го изгуби угледот, како ти доаѓа однатре, така прави. Во ред, слободно. Значи, сега и навистина да го претепам овој човек. Сите коски да му ги искршам, ништо нема да значи, така? Нема никаква врска. Чекај, добро. Нели работиш во фирмата што сака да го купи земјиштето? Нели ти ја украде моите биланси? Не знам за никакви биланси. И не работам за никого. Рекоа ќе ми дадат 5000 лири ако предизвикам тепачка во хотелот и објавам видео. Кој ќе ти дадеше пари? Не му го знам името. Немој да ме лажеш, кој ќе ти дадеше? Навистина не знам, ме најдоа преку интернет. Навистина не знам. Во ред, Појрас, мири се, не се нервирај, ајде да одиме. Кажи им на тие луѓе, ако ти се јават веднаш да ме известиш во ред, ќе ти дадам повеќе пари. Да. Менаџерите на хотелот ми рекоа да го напуштам. Јас се навредив од тоа. Се што кажам во претходното видео е лага. Хотелот мислеше само на мирот на муштериите, ништо друго. Сега сакам да му се извинам на Појрас Озгир за тоа што лажав. Простете ми. Пак не ја кажа вистината, каква корист имаме сега од ова? Барем се спаси угледот на хотелот. Освен тоа, тие што се сомневаа во тебе на островот, сега се засрамени. Хазиран,
Само ти ми веруваше од самиот почеток, го знаеш тоа, нели? Затоа што и ти ми веруваше мене. Се сеќаваш? Рече нема потреба да се браниш. Јас тебе ти верувам. Хазиран. Јас. Деца! Деца! А не можам да им одговорам на сите повици и резервации. Живи Господ, ова е ненормално. Ни треба нов кадар, ама квалификуван. И велам да направиме нешто на плажава. Вака, неколку ложи со комарници. Во ред? Вака, рустични османлиски перници и се да биде супер. Знаете што? Со тоа ќе ги измамиме богаташите. Не сакам семејства со деца, навистина нема потреба од деца. Да биде хотел за возрастни, да изгледа супер. Освен тоа, тие деца, знаеш што ми велат децата? Ми велат чичко. Јас кога станав чичко, а? Па не ми се верува. Телефонот звони. Бириджик, не можам да го потиснам ова во мене. Што се случи? Не можеш да издржиш? Вака како да се крива нешто од моето срце, потоа ми се чини дека се гушам кога сакам да го потиснам тоа. Бириджик. Јас го сакам Појрас. Ама тоа нема никаква врска со романтична атмосфера, со островот, со звездите. Само тој. Само Појрас. И на северниот пол. И во пустина да го сретнев, јас пак ке се заљубев во него. Знаев, јас ти реков. Заљубено врапче мое. И што ќе правиш? Ке му се препуштам на времето. Ке одам таму каде што ке ме носи ветрот. И онака тетка Алија да се сеќаваше на нешто или да слушнеше нешто, ке кажеше, нели? Ке кажеше досега. И онака наскоро ке се спасиме од неволите што ги направив. Тогаш ке застанам пред него, ке кажам јас вака и вака направив, ама многу се каам од тоа што го направив, затоа направив се за да ја поправам таа грешка. Ако ме сака, ке ми прости. Нели ке ми прости, Бириджик? Кога ќе го погледнеш така сладко, секако дека ќе ти прости. И онака јас додека ја имам на раквицата за среќа, нема секогаш да биде лошо, не? Токму така. Кажав дека сум заљубена во Појрас. Тоа веќе не е лага. Веќе е време, нели Зорба? Може малку да зборуваме? Може.
Јахтата се вика Шајтан. Име на мајка ми. Имав 7 години. Бевме на фестивалот на жетвата. Прво дојде ме бакна, потоа рече ќе се вратам. Се качи на брод и замина. Отиде во градот во кој живеела пред да дојде на островот. Во Истанбул. Потоа никогаш не се врати. Една вечер татко ми го изгрева нејзиното име од јахтата. Последна година отплови кога имаше бура. Се превртил. Потоа јахтата ја извадија, а после татко ми. Јас. Многу ми е жал. Веќе никогаш ли не ја виде мајка ти? Никогаш не ја видов. Сите на островот го знаат тоа. Ама јас на никого не му кажав. Не можев да му кажам. Не кажав никому пред тебе. Ти нели ми рече не сум посебна за никого на овој остров? Ти си многу посебна за мене, Хазиран. Многу си посебна. И ти си посебен за мене. Многу посебен. Јас ти купив нешто, да го донесам. Ама немој да одиш во ред. Не одам. Чекај. Појраз! Баба, утре ќе ти раскажам се. Сега кажи ми што зборувавте со Хазиран? И раскажав за мајка ми. Тетка Алие? Хазиран? Што бараш овде, тетка Алие? Ти треба да си во кревет. Нема да ви успее со Појраз. Тетка Алие, што зборуваш? Ти молчи. Молчи и слушај ме мене. Слушнав се што ми зборуваше покрај креветот. Знам какви неволји му направи на внук ми. Се каеш, се трудиш, нешто да поправиш. Јас ти простив. Дали Појраз ќе ти прости? Да, ќе ми прости.
Ке му се извинам. Доволно е да ми дадете шанса. Јас ќе ти дадам 50 шанси, дете, ама поирас нема да ти даде. Ти раскажал за мајка му, а дали ти кажа дека Ајтен 100 пати дојде овде, му пишуваше писма, плачеше, го молеше за прошка. Никогаш не ја одговори, се откажа од неа на таа возраст. Поирас не и прости на родената мајка, тебе ли ќе ти прости? Не може. И ти ќе бидеш несреќна и тој ќе биде несреќен. Јас се вратив од мртвите, дете мое. Нема да го дозволам тоа. Не смеам. Хазиран? Хазиран? Сега слушај ме ваму. Никому да не си кажала во градот дека го сакам островскиот амбиент. Ке те да јадеме како луѓе, може ли, а? Ѓоркем, вака те погодува нашиот остров. Велиш? Мене на вистина ме погоди. Ало? Ти немаш ли свој локал, бе? Зошто дојде овде? Не ме нервирај, ма гледаш овде славиме. Рековме, не може без тебе и те викнавме, бидејќи не може без тебе. Ке ми дадеш малку имена? Нормално. Секако. Изгледа, ќе успееме ние. Изгледа, ќе успееме. Ако треба, сите ќе ги убедам. Дада Хазиран, се случи нешто? Хазиран? Мелиса? Каде си? Дома си? Ја видов Хазиран во хотелот и мислев дека си овде. Таму ли е Хазиран?
Појрас, Каде е Хазиран? отиде на оваа страна. Што се случува, Хазиран? Хазиран, што се случува? Зошто бегаш? Не избегав. Се сетив дека треба да завршам една работа во хотелот. Резервација од една агенција. Хазиран, сега со зборови бегаш од мене. Се случило нешто кога јас отидов до автомобилот. Што се случи? Ништо. Хазиран, кажи ми ја вистината. Ете, нешто се случило. Се случило нешто додека ме немаше. Не ми е јасно што, како нешто да те земало таму и те однело на другиот брег. Многу бевме блиски и интимни во дворот. Што се случи? Како така одеднаш се оддалечи од мене? Така ти се чини. Така ти се чини. Нели таа реченица ја користат луѓето кои немаат одговор? Ти така ми кажа. Денот беше долг и сакам веќе да си одам дома, тоа е. Хазиран, ја срцето ти го отворив. Таму во дворот ни беше многу убаво. Споделивме убав спомен. Знам што доживеав, знам што зборував. Добро, тогаш да ти кажам зошто избегав. Се случи многу брзо и работата стана сериозна. Се исплашив. Во ред, се исплашив. Тие работи не се за мене, значи не можам да се поврзам за нешто, да се врзам за некого. Ние убаво се научивме да работиме заедно, работите се одвиваат добро во хотелот, нема потреба да создаваме вакви емотивни настани и да го расипеме тоа.